На Македонија и недостасува национален стрип јунак. Безуспешни беа обидите македонскиот стрип да биде препознатлив преку ликот на Итар-Пео и Крали Марко. Поради ова земјата не може да се представи пред светот со свој стрип јунак. За жал, се уште ние во Македонија цртаме стрипови што се со некоја кратка содржина, а се уште немаме оформено неколку, вие мислите колку 500 нешто така, нели? За жал, се уште немаме, иако јас се трудам преку сите овие работилници и гостувања кај што одам во некои други фестивали кај што има македонци, тоа да го потенцирам дека ние Македонија мораме да направиме свој автентичен лик. Порано го имаме Итар-Пео, не знам колку се сеќавате вие на страниците на детските списанија. Сега го нема Итар-Пео. Ние ќе се обидиме преку Министерство за култура Итар-Пео да го направиме во стрип книга, достапно да биде и за помладите генерации, не само за оние постарите. Би сакали Крале Марко некако да успееме, макар што Крале Марко не е само наш национален херој, тој е и на сите балкански народи. Синоќа во Велес се отвори 12-тиот салон на стрип. Учествуваат 20 автори. Годинава наградата за развој на стрипот во светот ја доби босанскиот автор Ервин Рустемагич. Тој вели дека денес се помалку се чита стрип. Неговото место го завзема интернет просторот. Да бисте продуцирали неки стрип, морате некакав новац обеќате ауторима, а на интернету е немогуќе зарадити новац. И према томе не можете најти автора кој ќе ради бесплатно само за интернет. Во рамките на меѓународниот конкурс за стрип, новој салон, пристигна повеќе од 130 автори, стрипови од скоро од сите континенти од светот и би напоменал дека имаше толку квалитетни стрипови што жирито имаше многу тешка мака и задача доека ги одбра најдобрите. Првата награда му припадна на Саша Арсенич од Белград. Постојаната борба за докажување на своите уметнички потенцијали и особености, стрипот во Република Македонија го пронајде вистинскиот пат до својата публика како уметност на текстуално-ликовниот израз. Салонот на стрип трае 3 дена. Се организира во соработка со Министерството за култура, општината и холандската организација Принц Клаус.